Драго мои, добре дојдовте во уште едно издание на Ништо лично. Местото на кое звездите отвораат душа, а ние се обидуваме да им влеземе токму во оној најсуптилниот дел од душата за да ги искажат своите емоции, да го искажат своите чувства, да го искажат своите сеќавања, да го искажат своите планови, да го кажат сето она што можеби никаде и нигде не го кажале, а можеби го кажале па да го потврдиме дали е така или не е така, да ги демантираме или запечатиме куларските муавети, да поразговараме за кариерата и сите пребрежја низ кои се поминува за да дојдеш, како се вели, од трње до звездите, а некој бога ми и назад. Но како и да е, секогаш имаме убави, згодни, млади, не мора да се млади, ама секако се познати и атрактивни гости. А ова е и млада, и згодна, и убава, и атрактивна, и сексапилна, и се што може, како се вели, навидум окото да ви фати. Една од најпознатите македонски фолк пеачки, дамата која на 5-16 години ќе започне својата пеачка кариера, кога е естрадата во прашање, а веројатно пеела од млади нозе или од мали нозе, како се вели, заради тоа што музиката, особено фолк музиката, се слушала и вртела во нивната куќа. Фестивалите најпрви ќе ја лансираат на естрадната фолк сцена. Во далечната 2011 година фолк фестивалот Роса ќе ја обележи со незината прва песна, а потоа почнуваат да се редат и хитовите, и настапите, и фестивалите, а бога ми видеоспотовите во кои доволно провокација, заедно со они во пакети фотосесиите, каде што, како се вели тоа, целата своја страст, целиот свој сиот, свој телесен раскош ќе го искаже и покаже во спој со гласовните можности во оној пакет кој публиката најмногу сака да го види. Со години ќе гради својата кариера од родната Струмица до Скопје, за денес да биде една од најбараните, најпосакуваните фолк пеачки не само на македонската естрада, туку оние кои ги бараат и нашите иселеници во диаспората низ Европа, па и во прекуокеанските земји. Но животот нема да гали цело време, нема да милува, имало и тешки пребрежја и тешки моменти за сето она, и естрадниот, и приватниот, и животот кој воопшто го живее на релација родна Струмица, македонската престолнина или Струмица Скопје. За сите овие години во студио денес ја имаме познатата естрадна фолк звезда Стојне Николова. Добре ни дојде. Добре те најдов и ти благодарам на убавата најава. Сите тоа би го вика на почеток, ја викам се што треба станеме да си одиме, све кажам. А всушност ништо не сме кажале. Наведу вака атрактивна, сексапилна, ама знае да биде и душа скршена, само во песните или имало и приватни моменти? Па, имало и приватни моменти, кој ги нема? Така. Кој ги нема. Впрочем, песните ги правам и правиме инспирирани од приказни кои што се нечии судбини, така да и јас како секој нормален човек имам и убави моменти и не толку убави ситуации во мојот живот. Тоа ти се составен дел од него, нели? Так, ти си само прераскажуваш на туѓи судбини или има автобиографија во твоите песни? Па... Ајмо која има најмногу автобиографија? Па, не знам во која има најмногу. Не се само љубовни, има и оние, како се спремај мајко дарови. Да. Па има и ете, мајка ми таа ја нарекува дека е за неј заправена. Така? Да, бидејќи, ете, па можам и јас да кажам дека ете, ја посветив на нејзе или мајка роди до 2 сина, бидејќи јас имам и 2 помали браќа. Да. Ама нема некоја која што е, ете, баш ја опишува некоја моја, не знам, приказна. Не. Лична, не. Добро. Ај вака, да се вратиме на корените. Кој прв оцени, процени дека ти
толку добро пееш да можеш да бидеш естрадна пеачка, музиката ти биде професионално пределна. Имаше ли некој во семејството или некој во родната Струмица од овие професионалците? Така, па со оглед на тоа дека навистина од мале нозе пеам, Од пелени. Од пелени, да, имало ситуација, татко ми додека уште беше жив ми раскажуваше, кога на само 2-2,5 години, бидејќи тие години, да кажам, 97-ма отприлика, имало во моето родно Петраленци, тоа е местото каде што доаѓам, имало некоја кафанче кое што работело само понеделник. И додека ние сме... Како сите самата недела работат? Да, понеделник работи со, да кажам, со музика која што кои што се популарни или така. Да, и додека сме пешачеле ние со моите родители, јас не знам од каде ми текнало, сакам да отидам и да пеам и не знам, некој морало татко ми нели да ме однесе бидејќи со мало дете не можеш да се разбереш и музичарите уште пробувале, пардон. И ми дале да држам микрофон, па сум запеала некоја брате мој, не знам, во тој момент била некоја популарна. Така да уште од мали нозе се појавила таа моја желба кон музиката, многу сакав и да глумам. А и во мојата фамилија мајка ми преубава пее, незината мајка исто, мојата баба исто така. Прв пат го слушам дека си сакала да глумиш. Не се обиде на академија да се запишеш? Не, некако таа борба меѓу музиката и глумата. Музиката победи. Ама ете, во моите спотови има можност. Малку од малку, нели, и да глумам и да ги покажаме тие способности, ако може да се кажат како такви и така. Право да ти кажам, бајаги способности, можам да забележам дека... Па добро, знаете како, сега, нели, во денешно време музиката не се само слуша, току и се гледа. Тоа ќе зборуваме за тоа малку подоцна. Да. Кажи ми, не ми кажа, кој беше човекот кој прв те качи на сцена, рече, ти можеш да бидеш овој пеач? Па, човек. Нема некој човек кој што не знам, композитор или колега музичар. Можам да кажам дека човекот кој што да кажам, највеќе се трудеше да... Ментор кој те подучил, професор. Те разбрав, да. Најмногу се трудеше да немам толку срам, бидејќи кога бев тинеџерка, некако се појави и срам кај мене, па и не сакав толку многу да пеам во тие. Слободна кога тинеџерка срамежлива. Да, не сакав и многу да настапувам на тие, не знам, патронати во училиште каде што требаше да се пее, да. И професорот по музика до тогаш во основно, односно наставникот, дојде кај моите дома да им каже дека мора и тие да ме опуштат, зашто навистина имам и талент и подоцна и тој ме покани да бидам и во неговата група, кој што се викаше Нота Бенд и Тоа ти е првиот бенд во животот? Да. Нота Бенд, кој што траеше неколку години, подоцна јас проложив нели соло. Кај пукна тиквата или не се скаравте? Па не се скаравме, ама едноставно наставникот мој беше човек кој што имаше навистина доста оврски, уште еден член имавме кој што е да кажам и во години. Веројатно локални биле свирките, а тебе ти требаше кариера. Јас веќе имам доста и понуди од други бендови и така одлучивме со мојот татко да извесен период бидам соло пеач и да настапувам со различни бендови. Така, кога се сеќаш и кога прв пат запеа во некој локал, првата тезга? Ти се сеќа ли нозете, имаше ли трема? Како не? Сите беа тука присутни, и мајка ми, и татко ми, и мајка ми ден вие семејна хармонија, сите? Да. Тоа е, значи, првиот мој настап. Да ти го чува стравот, така ли? Паметам, тоа беше во една кафеана, во селото Штука, ако не се лажам, да, со бендот, со Нота Бенд. Вежбавме така, се припремавме еден месец и после тој месец настапивме таму. Сите мои беа тука блиски присутни. Имав навистина доста трема, ама убави реакции имаше.
И уште тогаш ме викаа мало, многу пее и така останав и ден денес некако мало. Добро и Генерално малото порасна, ама да. Добро, имам доста колеги кои што се нели повозрастни, со кои што се дружам, нели повеќе и затоа можеби меѓу нив јас сум најмала, па затоа. Искрено, да не ти ги знам годините, ама дамите не се пражуваат за години. И ја би ти рекол дека си, ајде, може не половина тоа што го имаш, ама доста помладо ли кој изгледаш. На кого е генот? Има некој дома вака изгледа? Помладо ли кој што изгледа? Па мајка ми, да, цел живот се држи слаба, цел живот. Веројатно на неа. Да. Зошто народната не забавната музика, Стојна? Па затоа што со таа сум растена. Со нашата убава традиционална песна сум растена. Дома тоа се слушаше? Дома тоа највеќе се слушаше, да. Не дека забавно не интерпретирам и не интерпретирав и порано. Во средна школа ми се погоди и класна по музичко да ми биде и таа постојано настојуваше да пеам забавна музика, поп музика. Но некако не знам. Мислам, Бог ми дал и такви украси, фолк, кои што се специфични, нели, за таа музика. Милежи трилер се вика. Да, ете, ајде да не се изразам така, да, и зошто да не. Сега веќе и на настапи пееме се и се што. Зборам, започнуваме, пееме, сигурно час и пол. Да, забавен дел, па после фолк, да. Поп фолк и така. Имаше ли некој идол од македонската естрада? Сакам да видам како оваа. Знаете, кога ќе речат многу пејачи, јас немав идоли од кај нас барам. Тоа мислам дека не е така, затоа што сите сме растеле со некого, сите сме се огледувале на некого. За мене, можеби, за мене идол беше во тоа време мојот татко, бидејќи јас од него учев многу работи, но од славните личности многу ми се допаѓаше како пее, например, Анета Љумаковска. Сум растена со Елена Велевска, Сузана Гавазова. Елена е една многу грациозна дама, која што и ден денес нели се остана. Долги години у Струмица живееше, така ли? Да, мислам дека да, и во тој период јас пред уште да започнам нели да заплавам, да кажам, во тие води. Елена и Сузана беа и доста популарни, да. И сум се гледувала на нив, сум учела многу од нив и ден денес учиме. Добро. Нели? Ќе зборуваме и за учењето, и за конкуренцијата, и за сите други работи. Го спомена татко ти како идол, за жал човекот е покоен, ја знаеме приказната, не би ја повторувал. Па да, многу пати е зборувана, Ненадејно пред да те носи на некој настап, добил мозочен удар и за жал не успеале да го спасат докторите, ако некој не ја чул, но не ми е тоа прашањето. Прашањето ми е сосема друго. Беше ли тоа моментот на пресвртница да решиш да се откажеш после тоа од музика, или беше моментот кога реши да згазнеш уште повеќе, ете како некој не пише наманет од него да продолжиш со... Така. Тоа навистина беше борба една, голема. За девојка која што има 16-17 години, знаеш како се и 300 работи и се вртат у глава. Почеа продолжила да пее. Во малите средини особено тоа е. И тоа најблиски луѓе ќе слушнат такви муабети. И беше навистина борба, но во тој период моите браќа беа, па и јас не бев полнолетна, да, и тие беа малолетни и помали се од мене. И единствено јас бев таа која што, нели, носам дома треба да се храни семејството. Да. Моите се занимаваа со земјоделие и од земјоделието знаеме како е. Тоа е сезонска работа. Знам, некои милиони, некои едва и за леп. Да. Зависи како ќе се погоди годината. Ете. Или партијата, зависи. Да, и бидејќи татко ми постојано беше тука со мене на настапи, јас не знаев како ќе продолжам, зашто мислев дека не можам сама. И со тоа чувство долго време се борев, но тука беа моите браќа, па го заменија, тие постојано помага и доаѓаа со мене на настапи, зашто се соочував навистина така, со, да кажам,
не толку пријатни ситуации, знаела да ми се слоши, да добијам панични напади, кои што на почетокот и не ги сваќавме така, но подоцна сваќаш дека од тој стрес кој што ти се, нели, има случајно, Така. да, Акумулиран стрес. да, се си излегува после на површина, но сум се борела. Да, сум размислувала и да се откажам, но си велам, па зошто да се откажам кога и татко ми беше тој кој што ме поддржуваше и кој што сакаше, нели, да успеам и да пеам. И спремавме, пред тој да почине, спремавме и албум со народни преработени песни, две мои авторски, да. Авторот албумот се викаше Од срце тебе подарена, според една моја песна, и не дочека да го слушне, ама ги слушна во студио кога ги интерпретирав. Така да, тој албум го посветив на него и мислам дека е горд на мене и на моите браќа. Се надевам дека е Што така. останавме, нормални пред се. Така. Да. Ако тогаш беше тој човекот кој беше твојата главна поддршка, ослонец, кој е денес човекот кој е твојата главна поддршка и ослонец во кариерата? Так. Па добро. Сега ќе не си дете, немаш 16, 17, не си тинеџер, да, не си малолет. сега веќе сум изградена личност. Па сега дефинитивно е тоа мојот менаџер и продуцент и композитор, ете да го кажам, Бобан Мојсовски. 3 во 1, ма се во 3 во 1. 1, да. И возач мислев, и и такви работи. Па Оли вози на добро, тезгите. се менуваме, така се ли? менуваме и јас, и Бобан, и Даниел. Добро. Да, мислам веќе имаме, Има и за мене, добро. Така е, да. Имаме веќе и цел тим кој што го направивме, и бендот Динамик. Така да, јас сум во продукција, во моја продукција ексклузивец, веќе 10 години, скоро. Така. Тежок ли беше патот Да. од Струмица до Скопје? Кога зборувам патот, не зборам. Па зависи ако одиш пешки тежок. Не зборам И долка. Зборувам за овој естрадниот. Имаше ли многу препреки, пребрежја? Имаше ли трња за да стигнеш до звездите? Так. Па знаете како, ништо не е лесно во животот. Сега ако кажам дека е многу лесно, не е ништо лесно, но јас можам за себе да кажам дека имам навистина многу среќа. Бог ме сака и навистина ми подарил луѓе околу мене кои што ќе се навистина и поштени и во кои што ќе имам максимална доверба и не треба да размислам дали некој ќе ми прави нешто позади грб. Од таа страна навистина имав среќа и Кога беше во Струмица, кога си да, извини. Повели. Кога е сам човек, особено девојка, мислам дека е многу потешко да успееш во оваа работа. А кога имаш еден свој тим и луѓе во кои што веруваш, е нели многу полесно, бидејќи Бобан договара настапи, јас не треба за ништо да размислувам, јас сум тука само да пеам, убаво да изгледам, да сум одморена. Така да мислам дека е поубаво кога се поделени тие некои работи и полесно. Освен тоа, дека е тоа така е сигурно, освен што се дели и хонорарот, ама се две убавини нема пот. Знаеш како, па мора секој да си е платен за својата работа. Да, дефинитивно. Да, јас никогаш не сум жалела за пари и не жалам, зашто сметам дека мене не ме бидува за се. Мене Бог ако ми дал талент за пеење, не значи дека ќе знам и да договарам. Тоа воопшто не ми оде од рака и никогаш не сум договарала. Така да секој треба да си ја знае својата работа и да си биде платен нормално. Никој не работи за без пари. Се разбира. Чиста сметка, долга љубов, да. Имаше ли подршка од ги спомена пред малку некој од колешките од Струмица или кои живееа во Струмица во тоа време, зборувам за почетоците. Кога видоа дека веќе стануваш условно за почетоците има многу подршка и конкуренција нивна, проба ли некој да те она што се вели, да те потисне долу или имаше некој што те излечи и те крена горе? Па на почетоците постојано доаѓала на мои настапи Сузана Гавазова, морам да си ја поздравам.
со екипата со која што и двете соработувавме тогаш, и Љупче Василев, тој е и автор, Так. и текстописец, и Томе Табанов, тој е фотограф. Фотограф е Томе, знам. Да. Ги знам луѓето. Да, па предпоставувам, да. И па и многу други музичари, ете што се, да кажам, из Струмица. Доста и тие ми дале поддршка, не можам да кажам дека не. Сега и многу се, да не ги набројувам сите. Имаше ли некој кој те свати као конкуренција па проба сопки да ти става? Па подоцна веќе да. Имало многу такви ситуации. Зборам за струмичани, не знам. За струмичани. Па од кога се преселив овде, да. И струмичани почна? Да, да. Не знам зашто тоа е така, ама имаше, да. Може да ти просто цел си успехот, веројатно заради тоа. Па добро. Знаеш како, секој тоа што си го прави, многу кажува за него, не кажува за мене, и мислам дека јас никого не сум му сгрешила и посакувам на сите среќа, успех. Сега кој што прави? Како вика, до сите им посакав успех, ама не као мојот. Шегата на страна. Спомнав јас фестивалите, Роса Фест особено, 2011-та, кој те натера или кој, како се вели, кој те качи на фестивалската сцена? Да Так, тоа беше идеја на татко ми. Да? На татко ми беше тоа идеја, дека така, не знам, некој вечер гледавме некои снимки од фестивали и добро е било и ти да пееш. Убаво би било да се. Инаку тој не ми е прв фестивал. Имам настапувано со една песна која што ја направивме како преработка со вокали бенд, сега веќе не постојат, тие се дечки беа за авторска песна, да. Но сакам да кажам дека прво појавување фестивал не, значи сум имала некаква. Добро, тоа ни не беше фестивал као, да кажам, како Роса Фест, така професионален, туку да кажам Спасов ден се викаше, да. Во Охрид. И така од таа убава енергија која што беше присутна таму и плюс некои видеа кои што гледавме со татко ми заедно на телевизија, му дојде на него идеја да се појавам на Роса. Ја контактиравме Натка Анчева, Драги Станков и направивме една така повесела песна. Момиска вечер се викаше, да. Така, конкуриравте и ве примија, така? Па да, се обративме кај директорот и не примија, да. Си плативме учество. Така одат работите. Така одат и сега, веројатно, не знам. За млади изведувачи. За млади, да. Добро. На приватните фестивали збориме, да. А кога младиот изведувач ќе стане познат и популарен, и тогаш него го молат и му плаќа. Не. Тогаш фестивалот не му плаќа ли, тоа сакам да те прашам. Па фестивалот како фестивал. Или директорот на фестивалот. Не, фестивал како фестивал не, ама има некои емисии каде што има и хонорари. Поготово новогодишни или така, каде што треба многу време да се за фестивали. На фестивали не. Освен еден период што беа оние субвенциите што ги даваа за песни, да. Тоа е државата. Да, тоа е веќе државата, да. Така не. Го споменавме Бобан, мудро си гледал телефонот, ама кажи ми, кој кого прв побара? Како дојде до таа соработка, до таа средба? Ти му се јави, тој те најде тебе? Па во тој период ми беше доста, да кажам, антипатичен, па не би го побарала. Така ли? Се шалам, да. Не, се запознавме на фестивалот Роса, тој беше таму музички директор и ден денес е. И тогаш 2011? Да, точно. Подоцна не покани заедно со мојот татко и со целиот тим со кој што бевме да отидеме и на негов настап. Заедно настапуваа со Новица Василевски. И убаво така се запознавме, испеав јас неколку песни и толку беше. Од тогаш не се видовме подоцна. Дури 2019 во Австралија тој беше на турнеја со 14 леле. Добро, го сечете? Не сечеме ништо. Има потреба од сечење. Има потреба од сечење мисли. Добро, дури 2014, значи се видовме повторно во Австралија
Тој беше на турнеја со Благица Павловска, јас со Модус Бенд од Битола за прв пат, нели, австралиска турнеја. Бевме кај ист менаџер и едноставно една вечер си направивме убава музичка дружба, јас, Бобан и Благица и Јошка, да не го заборавам, да. И ете така, добивме навистина убави коментари, комплименти за моето пеење и Добили предлог, покана, понуда. рече ти добро пееш и мислам дека си спремна да работиш со мене. Ете така и подоцна веќе кога се вратив во Македонија, го побаравме со брат ми, сакав да купам некој микрофон, вака у детали раскажувам. Ако, добро. Да, ми помогна во изборот на микрофон и направивме неколку заеднички настапи и така се почна понатаму. А ти ми помогна во изборот на пејачка на бендот. Па Што е тоа што толку цврсто ве врзува од тогаш до ден денесен? Кој е тој, некој велат тоа се парите, некој велат тоа е, не знам, добрата дружба, некој велат тоа е фер соработка, некој велат, не знам, изборот на песни. Кој е таа цврста нишка што... Сите тие работи што ги наброја. Така ли? Да. А има пакет имате на... Да. Како што кажав и пред малку, најбитно е кога ќе има доверба меѓу соработниците, кога онака ќе работиш чиста сметка долга љубов. Кај нас се тоа се знае како си оди, се си е и напишано и со договор, така да се ни оди сега за сега супер. Како што кажав, имаме и бенд, имаме направено цел свој тим и на автори, и на луѓе кои што се грижат за се едно нешто, од стилист до шминкер, до фризер, така да мислам дека дај Боже така да не оди сработката како до сега. Има да. нешто што немате, ама за тоа после интервјуто. кажи ми, што сега да те прашам, прилично, уште со првите видеоспотови, имаше доволна доза на провокацијата. Има и доволно, до душа, дал Бог телесен раскош за да се покаже, ама колку секси пилот играше на карта на тоа свесно дека може да продаде песната, да те продаде тебе како пејачка, да качи цена на тезга и така натаму. И мислиш ли дека е песната пресудна, изведбата, начинот на интерпретација, експресијата што ќе ставиш, или како ќе се покажеш визуелно во спотовите? Па и во фотосесиите, мора признам. Па апсолутно тоа е песната. Мислам, песната и интерпретацијата на истата, со која емоција донесуваш енергија. Секако дека нели треба тука да се покаже. Пеат, ама е така да. Нема толку тезги. Треба да се покаже тука и убаво нели да изгледа и целото тоа видео и убаво да се скоцкан и се тоа. Но јас секогаш тоа умерено сум го правела. Не сум одела до граница. Имаше срам на првите снимања. Па како не? Треба да се подсоблечеш, подразголиш, не сум била толку. Добро, не било експлицитни тоа дури сцени. и Бобан и ете и мојот брат дури повеќе ме опуштале отколку јас самата, да. Не сум сакала никогаш да се покажувам сега или да се разголувам кој знае колку. Мислам дека една дама може да биде секси кога е закопчена до грло и едноставно тоа зрачи од тебе, не мора тоа да све да биде на виделина. Нели? Овој закопчено до грло дама, кој меничот добре, мислам. Па добро, сега ако е до тука закопчено доле ќе е ваква, ако е обратно, мислам. А може и двете, вака или така, добро. Тоа е веќе вулгарно. Кажи ми, мислиш ли дека денес сама спомна? Ама да го потврдиме или демантираме, музиката повеќе се доживува со очи отколку со уши. Еве, ако веќе треба да е закопчено до грло, нели мислиш дека повеќе гледаат отколку што слушаат? Па имаше таков период, мислам дека сега не е таков период. И не само спотовите, и кога отидеш на кафејана, ја доживуваат пејачката како да е нивна. Па зависи која. Зависи која, многу е битно говорот на твоето тело. Многу е битно начинот на кој што им приаѓаш на луѓето. Значи, многу сегменти се тука битни за како некој ќе те гледа. Јас сметам дека мене никогаш не ме гледале, не знам,
како парче месо. Затоа што првенствено јас не сум се доживувала така. И не сум дала и, нели, повод за да некој така те доживува. Како што кажав, на прво место ми е да имам добри песни, не правам песни кои што се комерцијални, правам песни кои што мене првенствено ќе ми се допаднат и кои што ќе ги почувствувам и ќе мислам дека и мислам дека ќе останат, да кажам. И ништо не брзам, мислам дека секој си дојде во свое време. Полека, но сигурно, степ бај степ. Па и доаѓа, ама и времето лета. Па добро, лета, да. Кажи ми, мислиш ли дека пеачките се во повластена позиција во однос на пеачите кои се кафеански, настапите по локали, се едно кафеана, хотел, што е да е дискотека, клуб? Не. Дека полесно доаѓаат до бакшиш отколку машки изведувач? Па не би рекла. Не? Не. Мислам дека на мажите им е многу полесно. Да, па затоа што се мажи, затоа што, не знам, може поопуштено да се однесуваат, доколку, јас за себе зборувам, јас не можам да си дозволам, например, не знам, некои работи да ги направам на настап. Да изшармира, да привидно заведе за да извлече поголем бакшиш или воопшто бакшиш. Па, знаете како бакшиот јас го сметам како награда. Ако јас ги расположам луѓето, ако им направам убав сплет на песни, тие ќе те наградат. Но кај нас пеачките е многу потешко Имаш ли личен рецепт, како тоа се прави? Тоа сакам сега да го кажам, да. Многу потешко е да кажам, да направиш забава, да оставиш убав нели впечаток, но сето тоа да биде културно, отмено. Значи, јас кога сум на настапи, најпрвин со дамите воспоставувам контакт, комуникација. Не со нивните мажи. Па да, затоа што јас сум жена, нели, нормално, и најпрвин воспоставувам комуникација со жените, за да може мажите да се опуштат, нели, или за да може и жените да се опуштат и да не мислат дека јас тука сум дојдена да им пеам, не за да... Тоа е рецептот, ако ја купиш дамата, мажот, овој господинот за джеп се фаќа. Па, најчесто и жените даваат бакшиш. Ги тераат мажите да дадат бакшиш, така да не е битно. Жените даваат, ама немат своји пари, се вика тоа. Зошто? Па денес има и жени кои што заработуваат, да. Велиш ги тераат мажите, па така да свати. Па добро, и тие даваат, и мажите ги тераат, ајде. Кажи ми, колкав најголем бакшиш си добила во една вечер, а колкав во една тура, во една рака? Памтиш? Може ли еднаш ова прашање да не ми се постави? Не знам. Не се сеќавам више. Имало навистина доста, да кажам, големи бакшижи, но тој не е само мој. Тоа е на сите нас музичарите кои што сме тука и кои што работиме заедно. Да. Како го извлекуваш? Па како го извлекувам? Не како го извлекуваш, туку колку било. Што може да се купи со еден бакшиш од една вечер? Стан сигурно не, ама. Стан не, да не се лажеме. Тоа може во Србија, кај нас тоа не. Може точак мотор. Може, да. Може, точак мотор може. Или кола на старо. Може сигурно и тоа. Предпоставам дека имало и такви. Зависи каква. Реков на старо се, каква. Па добро, имаш и на старо, ама Мерцедесите и на старо. Имаш право, старо и старо има. Добро. Си настапувала и у Македонија и надвор од неа. Да. Има ли, ти се случувало ли да имаш, не знам, непристоен предлог, непријатна понуда, пијан гостин, досаден на Валентен, газда сака, не сака да плати, газда мисли дека ако те платил за пеење, треба да те присвои за себе, за се и се што. Си имала ли такви проблеми? И како се браниш во моментот, ајде да речеме? Таквите понуди не стигаат до мене. Тоа е кај мене доброто. Зошто, како што кажа, Бобан све договара, јас не треба да
се мачам да ги извлечам парите од газите или било како, не. Значи, никогаш сум немала комуникација со газдите и не знам како, мислам, го знам да говорат, нели? Нормално си имаме цени, да. Но не сум имала. Не зборам само за газдите, зборам газдата за гостите. Пијан гостин ќе дојде и почне да ти се додворува условно. Так. Па знаете како, мора да имаш некој гард. До каде колку може. Нормално дека имало сега и пијани гости. Не мора да е пијани, трезен има, му се допаѓаш и трга да ти се додворува. Па добро, да секој има право. Но моје да го одбијам. Да. Да, има секакви ситуации, но се завршило добро, немало некоја си не знам каква случка која што е навистина непријатна. Не, фала му на Бога. А има ли некој кој те шармирал, ти се допадна? Па имало, зашто да? Имало се разбира. Ако кажам дека немало, не ќе излажам. Имало, да. Добро. Менувате телефони после контакти? Не. Затоа што на мене другарките ми ги саботираат таквите ситуации. Така ли? Да. А ти дека пееш, они го собираат кајмакот, така? Не, ти не си за неа. Кам зашто така зборуваш? Од кај знаеш дали на мене ми се допадна? Да. Имаше една другарка така вика, леле, па на мене знаеш колку до сега ми кажеш? Па викам, зашто ме саботираш? Може го собираат кајмакот. Му реков, кај ти зон за тебе, мислам. Викам, зошто? Не знаеш кај ти е среќа, да, ма дете. Се случувало така да се. Така, добро. Да. Кажи ми, зашто македонските естрадни уметници не дека не си настапувала и надвор, ама никако да го освоиме регионот. Овие од соседството е ораат Македонија и концерти и настапи по клубови, дискотеки, кафеани и така натаму, различни локали, хотели. А ние никако да мрднеме од Табановце нагоре. Кај е проблемот? Оваа тема е долга и широка, мислам. Добро, пееме надвор за нашите, ама во диаспората пак за нашите. И во Австралија, да, доаѓаат некогаш и некои срби. Чат пати по некои кои таму живеат. Ама ние во регионот никако до јазикот ли е, до немаме ли квалитет или што немаме? Немаме пакет, добар маркетинг, Јас мислам дека имаме квалитет и тоа мислам дека ние имаме повеќе квалитетни пејачи како помала земја за разлика од соседите, но пееме на македонски, политиката тука многу мислам дека игра улога. Си го штитат пазарот, не даваат да им влезеш. Па и тоа, мислам дека не ти даваат леп, поготово србите не. Зашто ние им даваме леп? Па сега, затоа што ние недоволно си го цениме и почитуваме нашата. Така? Да. Мислам дека тука има проблем. Да, мислам дека работите може да се сменат. И полека се менуваат, јас сум оптимист, но ќе треба време. Ќе треба доста време. Беше и самата членка на во жирито на едно домашно музичко шоу, така ли? Патот од звездите, како се кажа? Пат од звездите, да. Така. Си размислували некојаш ти да се обидеш на овие, не знам, Гранд Пинг, Хајпеве, има сега нови ако да пробаш да напреш кариера? Така да. Па не сум размислувала. Јас го одбрав менаџерот не да не му избега пеачката. Па не, порано уште додека бев, да кажам, помала, на 20 години, тој ми дал како идеја, нели ете, зашто да не се обидеш. Но не знам, може би не сум надпреварувачки карактер, не знам, или пак јас одбрав да ја градам кариерата по потешкиот пат, по потранливиот пат, но мислам дека е подобра така, зашто преку ног кога се стекнува славата, па и не знаеш баш да ја зачуваш и не знаеш како да се носиш со неа. Така постепено кога си доаѓаат работите, веќе имаш некое искуство и на секое скалило знаеш како и да одиграш, знаеш и како да се, нели? Така, токму за да го износиш нештото. Ако веќе имаш искуство овде и го имаш освоен овој простор, велам со сето искуство, знаење и можеби треба се напречекори или доволно ти ова? Па, знаеш како,
и во други емисии го имам ова кажано, подобро е прва во село него последна во град. Ама ако беше така ќе останеше овој како се вика у Па родното добро место. не буквално, али Се шегу. да, не знам, никогаш не се знае, никогаш не вели никогаш како велат, но сега за сега ми е добро тука. Имам уште многу онака проекти и неостварени желби кои што ете сакам да ги остварам. Сега Се надевам дека ги остварам На така да. доаѓање една дознав. Имаш стан во Скопје, сега сакаш куќа во Скопје. Може би во Струмица, не знам сега, не сум се одлучила каде. Не, се шалам. Па јас сум растена во куќа и некако убаво е кога си имаш приватност малку повеќе. Дворче. Да, дворче. Кута. Знаеме во короната не беше многу тешко, тешко е да си во затворен простор. 2 на 2. Не знам ја во куќа. Затоа бев во живеам, Струмица искрено, постојано. ама- Да. ама Во стан ми е тешко, ама генерално станот си го купи само од собствени средства. Да. Со помош на банката, кредит од банка. Да, Отиваше на мој по 21 година, на Уларски моја 20. приказни дека, не знам, браќата продале нивите по Струмица, настојни да ја купат стан, кариера да ја. Да, сигурно да. Ќе продадат или некој друг ми го купил, не знам. Мислам. Тоа не го Ако некој друг го купил, нека дојде да го плаќа барам кредитот. Нема врска, мислам. Да, тоа беше голем чекор тој период за мене, на тие години, на 21 година да купиш стан, но некако се одлучив, бидејќи нели сум вработена, па банката ми одобри и помош и така го земав станот. И како сме кај муабетите на естрадата, повеќе доминира колегијалноста или повеќе доминира злобата и како се вели тоа, љубомората? Пробувам веќе да не ги гледам така работите. Многу малку се дружам со колегите, бидејќи немаме ни време, искрено да бидам. А и друго, ретко можеш да се дружиш со колеги. Затоа што има неколку, да кажам, колешки или колеги Што сте поблиски. што сме поблиски и што воопшто не ни збориме за музика со нив. Но има некои со кои што кога ќе седнеш не треба ни да кажеш, се гледа дека има некоја љубомора, некоја тензија, дека некоја фрустрираност, не знам. Не е пријатно. Има се и се што има сега. Да бидам искрена, вистина има. Ако се зборуваме дека е убаво и совршено, не е. Ништо не е бајка, Па не е, ама не е да. ни трагедија, така. Да. Ама знаеш како? Со сите сум окей и со сите, нели, и кога ќе се видам, се Со која си, поздравувам. како велат, шајка со која не ќе очи да си видите. Со сега сум со сите добро. Многу дипломатија. Имаше еден период така со... Или многу глума. Една ова. колешка, Гледам не. актерство дека ти било. Не глумам, не. Не глумам, на вистина, искрена сум. Имало периоди каде што ете, имало малце сукоп, да кажам, со една колешка. Ама добро, се реши. Так. Да. Кога сме кај станот и заборев да те прашам, точно ли дека ти го ограбија пред не знам колку време? Да. Пред, па сигурно 7 години. Има толку. Да, има доста време. Многу чудна случка. Навистина чудно беше. Бев на настап и кога завршив, тука бев в Скопје, Добро. си отидовме со колегите и однесоа до предстан, пошто ти отидоа порано, јас отидов со такси, тогаш мислам дека уште не возев. Или не можев после 11 да возам, па затоа сум отишла со такси, не ме држи за збор. И си доаѓам дома пред зграда, гледам клучот, го нема со што да отворам. Ни токен, ни ништо. Да. И среќа кај сопругата на Бобан имаше клуч од мојот стан, па му се јавив да отиде да го земе, да ми го донесе и кога влегов, Што да цел видиш? стан вака. Дури и подигнати ролетните гледале кога ќе стигнам, кога ќе дојдам. Што ти пратим. украда? Па добро, ми Пари окрадија. до банка ги чуваш. Да. На Имав, книжка пари. имав накид, лаптоп, земена, да. Парфеми и научени какви работи. Да, парфеми, да.
Имаше и парфеми земено и што беше Знам и што некои крадат, пари. 2 пати ме Да? ограбиле, да. Чудно Овој, и парфеми. Ама кај мене не се случило тоа што полицискиот увид од полициски извори, ама приватни го кажува. Вели дека, а сега ти ќе ми потврдиш или демантираш? Вели дека кога влегле полицајците на увид во спалната соба, долната облека била твоја вака наредена една до друга овој на креветот, од и овој тој што влегол да краде веројатно имал некакви или знаел кај кого влегува или имал други пореви. Кој знае, не беше, све беше вака, испрвато. Значи немаше, ај се, градници гакички вака. Не, наредени, све беше у разни бои. расфрлено. Немаше, не беше Значи- така, ама све беше вака, превртено и навистина гледката не беше воопшто пријатна. Да. Не, кому би му била. А најтрагично беше што другиот ден имав 2 настапи, тоа во различни градови, и денска и вечерна цел ден, мислам цел ден, вечерта По полиција, да. Увид, касно останав, да, со полицијата и ама тоа е сега. Го Се најдоа, случуваат, или не сме единствени. Најдол Не, некого? не. Како никогаш до сега. Да. Да. Овој, те погаѓаат ли коментарите? Овој не случајно ова го споменав, ова е уларски муавет, ама Так. има и коментари по социјални мрежи. Како ги доживуваш? Не ме погодуваат веќе. Не. Порано си сум плачела и ми било криво зошто така. Па нормално сега. Тоа е вистината. Ама како човек стекнува искуство и како созрева, ќе свати дека навистина тоа е составен дел од нашата работа. Ако не сакаш да има лоши коментари, не се занимавај со јавна професија. Така е. Не па сега. И овие што не се занимаваат со овој... Па и за нив се збори, За а нив не се па збори, а. за нас. Да. А, Бога ми тие најмногу коментираат, предпоставувам, ама добро. Има. Ти не знаат како Не тоа има изгледа. секакви, не има секакви. Така е. Кажи ми, имаш ли естетски зафати на себе и што мислиш за естетските зафати? И јас го имам, мислам, коригирано носот. Филери, ботокси. Не. Пластики. Многу мина мисла дека имам направено устата, ама не. Ја немам. Тоа е моја малце, така си ја прецртувам за да видам малце визуелно да изгледа поголема. Но немам. Да, единствено Нема ништо. Не. Хилорион, како се вика? хиалурон. Хилурон, така. Извини. Пред неколку години навистина имав проблем со атрофија на гласни жици и не знаев дека тоа се случува, почна веќе навистина и да имам после секој завршување на настап ми беше како засипната бев и бев постојано на инфузии и на инхалации и кога отидов да вадам лекарско за возачка дозвола, таа докторката таму ми вели: "Стојана, како пееш?" Со вакви гласни жици. Да, како пееш? И вика, ако не се оперираш, бидејќи сум имала девијација, На носот. да, и тоа е двете страни, ако не се оперираш, можеш и да го изгубиш гласот. Веќе по фазата, И тогаш направи Да. естетски, Тогаш не нап- заради естетски причини, не, туку заради не, дури тогаш здравствени причини. Тогаш дури и поубав ми беше носот од сега. Од сега. Ама добро, па да, и многу мина и луѓе го коментираат истото. Ама добро, направив тука операцијата па и не беше нешто успешна, затоа што се појави некоја алергија и мора во Турција. И така. Се во ред се. Сега, фала му на Бога, е во ред, да, но таа девијација пак се појавува. Ја гледам дека пак се појавува, но сега дишам супер, тоа е добро. Добро е дурдишиш. Да, добро е дурдишам. Дојка пееш. Да. Ај воопшто. Кажи ми. Добро, а тоа нешто зголемување гради едно друго. Па, морам да бидам искрена, порано сум размислувала на тоа. Овие цицлесните се во мода, знаеш како. Па сега веќе не. Не? Сега веќе не, но јас мислам дека од природното нема поубаво и мислам дека Бог ме создал така и човекот е убав со сите своји мани. Мислам дека ние, жените поготово, постојано си наоѓаме некои мани, но убавината е во тие мани. Треба да зрачиш со убава енергија, со позитивна енергија, да бидеш насмеан. Мислам дека
Во тоа е убавината, така луѓето ги привлекуваме, не Како зрач. со да бидеме идеални и да бидеме не знам какви напумпани, направени. Так. И да не правиме никаква гримаса, мислам дека да. Покрај сите видео спотови што ги споменав, кај што може би телесниот раскош доминира во некој додуша не, оние кои се свадбарските и така натаму, како год да е. Имаше една прекрасна преработка за Круше Вабер пристигна и беше, слободно можам да кажам, на нивото на оние видеоспотови, да речеме, Next Time кои ги прават преработките, дури може би подобра од некој од тие, ама некако како да помина така таа песна, односно тоа видео, како да не доби вистински одек. Погрешен тајминг беше како се вели промовирано, или ти фали пиар за тоа да го дигне на ниво на помпа онаква. Так. Па видеото има и добри вјус, има 1 милион и нешто, не е и малку за нашава земја. Навистина е квалитетно и долго време го работевме, да, и со голем тим. Сега го промовиравме за време на короната. Знаеш како, овие спотовите да ги спомнам, ставим нивните кога ги тоа се пишува на големо се. Ова некако како да. Па имаше, мислам, кај мене вјусот е реален. Јас никогаш не сум од тие пејачи што сакам да плаќам за вјусови. Мислам дека тоа не е во тоа поентата. Не. Мислам дека подобро да има некој видео 10.000 отколку 100.000 лажни. Так. Разбираш, подобро 20 да имаат слушното песната колку николку. Да. Мислам дека Круше Вабер пристигна и ја промовирав во погрешно време, можеби тоа е малку така. Али на мене на настапи ми ја бараат и доста ја бараат и на колеги. Така да. Така, добро, зборувам за видеото. Зборувам дека преубаво направено, а може има и многу коментари што и луѓе што го пишуваат истото дека песната и видеото заслужуваат многу повеќе прегледи. Да, но добро, јас сум задоволна. Ако ме прашаш мене ми е фаворит камионџи, ама камионџи ти е. Ама тоа е личен вкус. Да. Како ти дојде идеја дует да направите со како се? Да. Нема му дојде на идеја. И тој проект исто го работевме за време на короната, односно песната, видеото отпосле го снимавме. Антонио Климовски, инаку тој е човек кој што е во Австралија и е собственик на Климотранс. Тоа е за превоз фирма. Да. За транспорт. И тој и неговата фамилија и сопругата ме обожавале како изведувач, како уметник. И Манчи вика ми дојде една идеја, дали би сакала да, му кажа на Бобан, дали би сакала Стојне да направиме една песна за камионџијата, за сите камионџи. Тој од каде? Прочен. Како? Тој пее во видеото. Да, Манчи пее во видеото, не Антонио. За Антонио е направена песната, да. Манчи инаку гитарист и долги години беше и тука и се занимава со музика, мислам и ден денес. Да. И значи и работеше кај Антонио во Австралија, збориме, да, меѓу другото. И јас се согласив, Бобан направи интересна музика, убава. Цаки Кис ми го напиша текстот. Тој ја испеа таму, јас ја испеав овде, Джамбо свира на истата, Мишел. Се направи навистина еден добар тим, една цел добар проект. Да, и тој проект е исто многу добар и ете, баш во саботата ми ја побара. И тоа не камионџи. Обични луѓе, да, на настап, да. Енергична е песната и ме радува што допрела до публиката. И видеото е добро, мора да признам. Да, исто Даниел Јовевски го работеше видеото. Филмска приказна, мора. Да, филмска приказна, сценарио на Бобан Мојсовски, навистина нешто интересно. И така, па да кажам, таков спот и таква песна со таква тематика немаме
Немаше до сега во Македонија, зборам. Па, имаше Мислам. камионџи што пеат, ама да речеме науми. Да, ама нема со таква приказна. Да. Добро, види, имаш песни кои се вакви, такви, онакви, ама има и оние кои се така прилично емотивни, еве и последна душа скршена. Имам, да. И овој на две страни и така натаму. Преска до почетокот те прашував дали има автобиографија, велиш нема автобиографија. Нема многу, не. Може ли туѓа судбина да те инспирира да доживееш како своја? Или Па, јас не ги пишам текстовите, но кога ги интерпретирам, да, понекогаш да. Сега не мора скрос, нели, да се, како да кажам, да се внесеш, но пак ја чувствуваш и ние сме живи луѓе. И си правам филми, влагаш и пееш, да, се замислуваш. го имаш филмот пред себе која треба експресијата да извадиш од себе? Да, апсолутно. И тука се и продуцентите во студио и тие помагаат, да. Еве последната песна, бидејќи нели сега искрено се збориме, да, еднаш ја имав испејана во студио и онака ни стоеше, видеото го снимивме и викам нешто ми фали, нешто не е тоа. Може и подобро, да. Може и подобро, да. Па гледавме дали да се промени еден дел и влеговме уште еднаш во студија и ја испеав, да. И тоа беше тоа. Ама има песни како ги спомнавме пред малку она која зборувавме за овој песна посветена на мајката или не за најдрага. Као, не знам, спремај мајко дарови најлична невеста и така натаму, ама овој Бовчи веќе им пројде модата кој што гледам ја на даровиве. Им пројде веќе, не се во мода. Мора жената нови да купува, тие више не важат. Како стоиме на тоа поле? Леле, па како стоиме? Кога ќе има нешто посериозно, ќе кажам, сега нема ништо. Не е сериозно. Да, па знаеш, мислам, приватниот живот сакам да го зачувам за себе. Сакам кариерата да ја градам со тоа што ќе промовирам песни, што ќе зборам за моите проекти, а не за приватниот живот. Не сум личност која што многу сака да зборува за тоа, ама која ќе бидам невеста, се разбира дека ќе знаете, не вака изненадно како што беше за најлична невеста, само со слика. Ама публиката пишуваше, така беа насловите, стои не се омажи. Да. И викам сега кога навистина ќе се омажам, нема да ми веруваат, колку пати се мажи. Ова има нова песна, ќе рече. Да. Продолжение, веројатно. Да, ама долг период и честита и на мајка ми за мојата свадба, да. Значи, како се вели тоа, Бовчеве да си постојат уште малку. Ќе постојат, да. Ќе постојат уште малце, има, мислам, време, нигде не се брзаме. Време има колку сакаш, ама биолошкиот часов ни отчукува инаку. Па да, тоа да. Ама добро бе, прават пак 30 и не се толку многу години. Не реков ја дека се многу, него како се ја да се кажам на време, кога се видиме за 5-6 години да не биде зошто не ми спомна тогаш. Така. Океј. Дека не. Не се мешам во личниот избор, ниту во личните одлуки. Веројатно мајка ти има да каже повеќе на таа тема. И кажува, убеден сум или не? Кажува, да. Да секој гледање? Па сега не толку често спорено, да. Пошто јас и брат ми најмалиот останавме, имам нели како што кажа двајца браќа помали, средниот веќе е реализиран со семејство, да, и со дете. И сега нас не изборува дека треба време ни е. Не знам кому му е редот. Мене ми е редот, јас сум најстара, да. Така, добро. Океј, ајде да поминеме за крај, полека. Еден час скоро помина, речи си. Да, многу брзо ни помине. Па се и на брзи прашање ќе одиме, ти брзо ни одат работите. Ајде да видиме како ќе одговараш. Има и лични, ако ништо лично, има и емотивни. Ако нема вели. Ајде да видиме. Вели само еднаш се љуби или љубовта се случува повеќе пати во животот? Кај Стојно особено.
Па само еднаш се љуби. Искрено. Да. Другото е реприза или како? Па може да се каже, може да се залюби човек и повторно, но мислам дека еднаш онака може да се спојат енергиите и да има таква хемија и да се читаш без да кажеш ниту еден збор, да. Така. Значи, да прашам, премиерно ќе се мажиш или репризно? Со други зборови, имало хемија или допро треба да се случи? Не откриваме. Не откриваме, добро, не откриваме. Не мора да се мажиш да живееш со некого, не мора да е тоа свадба. Па добро, да. Што е потешко, да сакаш некого што не е покрај тебе или да заборавиш некого што некогаш ти бил се? Па мислам дека да заборавиш некого што некогаш ти бил се. Добро, не мора да е тоа, не знам. Да, не мора во партнерски односи, да. Добро. Општо. Песна што пееш, а тајно те боли додека ја изведуваш, те погаѓа. Не мора да е твоја, ама ајде, ако е и твоја, уште рече нема автобиографија, ајде да видам во овие другите. Па, спрема Мајко Дарови, втората строфа е многу тешка и најчесто и не сакам ни да ја пеам, зашто зборува стани татко, крени чаша, кажи здравица. Потекла солза некогаш? Да. На настапи? Да. И затоа вели мајка ми, ова е за мене песна, зашто не можам да ја слушам кога други луѓе има тука, туку насамо си ја слушам. Ја пееш на настапи по некој? Да, ме барат. Да. Добро. И на свадби, таа е свадбарска песна. Така, да. Добро, кога зборам настап, без обидка. Да. Дава шанса за поправен или не постои втора шанса за прв впечаток? Јас сум многу мека личност. Па, ајде ќе даеме шанса. Втора, трета, пета. До трета. До трета мајка, нема бесконечно. Доста е. Добро, доста. А простуваш ресно или има работи што никогаш не се забораваат? Простувам. Не сум злопамтила. Дури и лутината не ми стои многу долго. И мислам дека да, човек треба да простува, зашто не. Па не, и човек треба да простува и не треба да се собира гневот во него. Зошто? Животот е многу краток, мислам. Лошо бие на здравието. Па влијае лошо, да. Добро. Стрес се тоа. Веруваш во судбина или мислиш дека сами си ги пишуваме нашите приказни? Па сами си ги пишуваме. Да. Да. Иако многу песни велат судбина било, ама Судбина многу било, и сами си пишуваме, да. Судбината има, како се вели тоа, автор, веројатно. Има. Некојаш оно е горниот, некојаш сам себе си. Да. Добро. Ако не сакаме да одиме по неговите заповеди што не ги далиша, да, како треба. Дали славата носи повеќе осаменост или повеќе вистински пријатели? Вистински пријатели никако. Осаменост. Осаменост. Да. Колку човек е, не мора да е во оваа професија, генерално, али ете за естрадата, да. Колку повеќе човек е поуспешен, толку помалку пријатели има. Има повеќе душмани, а? Вистински. Ба, веројатно има, ама пријатели ретко. Па и во денешно време ретко можеш да имаш и на прсти да се бројат вистинските пријатели. Така. Добро. Да. Што би му рекла на некој што те сака, а не знае како да ти прииде? Само обична девојка сум. Не се плаши. Браво. Да. Добро. Има ли колега или колешка со кој многу би сакала да снимиш дует, а со кого не би снимила ни за ниедни пари? Второто прашање уште сега да ти кажам, не ти го одговарам. Значи има, добро. Да. Ова беше јако, да. Чим кажа, значи има, да. Ти не го одговараш, само не ćeš да го кажеш. Па имам колешки, да, зошто да не. Ета со Анета, со Сузе би можеле многу различни сме, но може да излезе интересен дует, зошто да не?
Да. Како се вели тоа? Струмечка двојка. Струмичка двојка. Добро. Да, струмичка линија. Си патип. Зашто повеќе или што повеќе вака ти лежи на душа? Еден голем концерт или 10 приватни свирки? Еден голем концерт, апсолутно. Апсолутно. Време ли е? Дефинитивно. Па мислам дека уште малку треба. Јас сум многу самокритична и се си велам, чекај уште малку, чекај уште ова, она, тоа да направам. Не е ово доволно добро. Ти вака како чекаш животно дело, ти животно, даваат на крај. Па добро, сега има многу колеги кои што се повозрасни од мене, па не направиле концерти, така да мислам дека треба прво тие, па после јас зашто сум релативно. Ја мислам не треба да чекаш никого. Да, па добро. Ете, ако сметаме дека на естрадата сум од 15 години, сега веќе 15 години сум на естрада. Тоа не е малку. И не е малку, да. Значи, Да. уште малку па за концерт. Да, дај Боже. Да. Ајде, до 16 години. Работиме на тоа. Така да се надам дека за брзо ќе ве израдуваме со нешто такво. Добро. Ако не некој ете така, некој И нас и себе. да, зашто да не. Ма сакам кога ќе направам нешто такво, некој концерт, не сакам само да биде онака застани на бина и пеј. Не. Сакам и да играм на сцена и да има и многу Танчеви, играчи и да има и визуелно да биде тоа интересно и да биде доживување на виста. Па сега да бидеме искрени, не можеме така, нели? Тоа со нашиве нашиве можности, да, но да биде интересно, да биде убаво, да биде поразлично. Празник за оци, што би рекли. И за уши. А да. Добро. Што е најголемата цена што си морала да платиш за успехот? Може би дел од приватноста? Цена. Па Нема пари, зборам. Да. Жртва е Да, жртва. Па има многу жртви. Една е што не можеш да бидеш тука со твоите за убави моменти. Празници. Да. Ги има многу, сега не ми не такнуваат више во моментот. Скапа е славата, Па е. Чини, да. Па Чини, ама и носи. Па носи, не дека не носи. Не носи како што им носи на соседите. Но задоволна сум, не сум јас некоја личност која што многу значат парите, не. Соседите од 2 свирки стан и од кредит. Па сега. Не е битно. Парите не направат среќни. Човек може да биде среќен и со многу малку пари или воопшто да нема. Кога имаш луѓе покрај себе, партнер на кој што му веруваш, кој што го сакаш, кој што те цени, кој што ја почитува твојата работа, мислам дека не треба многу пари за да бидеш среќен. Така. Среќата со пари не се купува, апсолутно. Ама и без пари не ја бидува. Не ја бидува без пари, точно сега. Кога нема човек пари, нели ќе почнат и кавги и се, но не треба многу за да бидеш среќен. Тоа ми беше поентата, да. Последното прашање. Струмица или Скопје? Не, ова најтешко. Најтешко за крај. Па јас сум човек кој што се прилагодува. Каде да отидам, дали тоа ќе биде Австралија, Америка. Нема прилагодување. Да. И у затвор се прилагодува. И Струмица и Скопје. Едно или друго? Знаете како? Рече куќичко Струмица сакаш. Да. Не, јас реков или Скопје или Струмица. Така ли. Местото го прават луѓето. Ајде, нека биде Струмица, затоа што таму сум израснала. Таму ми се најубавите спомени, таму се моите најблиски. И нека биде Струмица, но и Скопје. Скопје ми е веќе 10-11 години дом. 11, да. Тоа е тоа. Така да. Стојне Николова, дамата која остава впечаток, а всушност е само една обична девојка и не се плашете да ја поминете. Ако ви се бендиса како пее, ако ви се посакате да нарачате песна, да ја оставите бакшиш, да почестите и така натаму. За останатото, ова каква реклама ми направи. Ти благодарам Стојне уште една што беше гостин во Ништо лично. Ти благодарам и тебе. Убаво си помуабетивме. Така. Супер. Так. Опуштено. Апсолутно опуштено. А вие, драги мои,
Верувам дека исто така бевте опуштени, во зависност од тоа дали ја гледате вечерва премиерата или гледате некоја од репризите, односно не гледате наутро преку ден, како и да е. Мислам дека уживавте во овие мигови каде што раскажавме уште една и животна, и професионална, и естрадна приказна со уште една од нашите македонски пејачки, уште една македонска, во случајов фолк звезда Стојна Николова, во ова издание кај вашиот домаќин Антонио Димитриевски, а ние со нови гости нова ексклузива се гледаме следната среда или за 7 дена. До тогаш бидете така и чао.